Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Христос е воскрес! 40 дена од после неговото свето воскресение, Христос Бог во заедница со сите своји свети апостоли и неговата пресвета мајка изврши рекапитулација на се она што се случуваше за време на страстната и светлата седмица и потоа ги изведе своите ученици надвор од Битанија, за да им каже дека неговото историско присуство во овој свет и меѓу нас во тој ден ќе престане, но нема да ги остави сами, молејќи ги да не очајува, туку ќе го испрати Духот Свет, утешител, третата ипостас на Пресвета Тројца, да биде со нив и да раководи со нив, со човекот и со светов, исполнувајќи го домостројот Божи, божествената икономија за севкупното свое несоздание. Токму тоа и денеска се случи во согласно со домостројот Божи. Христос се зболува со своите ученици, ветувајќи им го Духот Свет, но и второто свое пришествие, своето второ доаѓање. И во сета слава своја, како што пеевме во денешниот празничен тропар, прекрасна литургиска поетска творба, Христос ги рашири раците своји, ги благословуваше своите ученици и се вознесуваше кон небесата, за кој што рековме. Не се географски пои, Христос не е космонаут, некој што лета по географските пространства на географското небо, туку некој кој што не се вознесува во царството на троичниот Бог и некој кој што седи од десната страна на Бога, Отецот. Тој, Синот Божи, Логосот, смислата на секоја твар. Секоја твар, секој предмет, се што дише, има смисла ако е логосно, ако печатот на Логосот Божи е ставен врз нив. И тогаш ја имаме гаранција за неговото вечно траење, за неговата несмртност. Во часот кога Христос се разделуваше од своите свети ученици, не се случи ниту тага, ниту плач, туку голема радост. Честопати сме спомнувале дека за нас луѓето секој вид на разделба носи известна доза на тага и жалост. Секоја разделба со саканиот во бракот, во семејството, во улицата, во градот.
насекаде по свету е пропратена со чувство на такт. Но гледајте сега, во овој ден, светите ученици, светите апостоли, се разделуваат со најсаканиот свој учител, кого го осознаа конечно како Месија и Спасител, светот Сина човек. И така исполнети со радост, му се вратија на Ерусалим, за да ни го пренесат своето искуство во животот со него, животот искован во огинот од непосредното општење и градење вечна и раскинлива заедница со него нам и на сите подоцнети поколенија христијани. Сакам уште еднаш да напомнам дека се што ние христијаните чуваме во бездните амбари на светото и свештено предание не е нешто што се однесува само на христијаните, туку на човекот воопшто, на сиот свет. Целата историја на човекот е заквасена и осмислена од тие записи на страниците од најсветата книга. И Бог сето тоа ни го дал и допуштил да биде запишано според кажувањето на самиот него, во мера доволно да се увериме во тоа дека е тој Спасителот на свет. Но тој направи и кажа многу зборови и многу дела не запишани на страниците од светата книга, поради што еден од апостолите и евангелистите на крајот од светото Евангелие со право вели, кога би запишале се што Христос направи и кажа, мал би бил светот да ги собере напишаните книги. И сето тоа е така, бидејќи Бог не може да биде заробен на страниците и од најсветата книга. Во книгата на сите книги, во книгата од која што произлегуваат сите книги, во книгата кон која што приведуваат сите други, авторот е секогаш поголем од своето дело. Амин. Господи Исусе Христе,